Втората емисија, посветена на нашата посета на Соединетите Американски држави, ќе започнеме со посетата на Арлингтон. Арлингтон представува област во државата Вирџинија, која се граничи со главниот град на Соединетите Американски држави, Вашингтон, Д.С. Во оваа област живеат околу 212.000 жители. Арлингтон е познат по големите гробишта во кои се погребани загинатите американски војници од војните во 20-тиот век. Во Арлингтон ја посетивме и главната болница, од која пренесуваме неколку кадри какви што сметаме дека не постојат во нашиве болници. Интересно, оваа болница што има црквичка за сите религии унатре. И за муслимани, и за христијани, и евреи. Кој сака улези и молеше. Трговскиот центар во Арлингтон наликува на сите поголеми трговски центри во светот. Полн со кафетерии, ресторани и продавници со најразлична стока. А овде се наоѓа и најголемата продавница за книги во оваа област. Во Вирџинија го посетивме и градот Лисбург, што всушност представува град составен исклучиво од дуќани, па тоа повеќе наликува на огромен трговски центар отколку на вистински град. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Од Арлингтон преку аеродромот Роналд Реган во Вашингтон заминавме на Флорида. Требаше да се сретнеме со еден од најпознатите американски јасновидци Стив Херман. Посетата беше неколку недели однапред договорена, а со Стив Херман требаше да се сретнеме во една од неговите резиденции во малото градче Алачуа. Стив Херман е со диплома од Харвард и денес тој е еден од најбараните медиуми во Соединетите Американски држави. Во посета на Стив Херман досега биле и извесен број познати личности од јавниот живот во Соединетите Американски држави, меѓу кои поранешниот потпредседател Ал Гор, Дон Џонсон и многу други. Стив Херман за себе вели дека не се занимава со повикување духови, туку дека има дарба да прима сигнали од другиот свет и по тоа очигледно стекнал светска слава. Оваа средба беше вистински предизвик за нас и со нетрпение очекувавме да видиме што ќе се случи на неа. Летаме за Джексонвил на Флорида. 2 сати трае лето. Стигнаме во Джексонвил. Од Джексонвил до Алачуа стигнавме со помош на современиот GPS уред, тоест навигатор, какви што ги има речиси секој автомобил во Соединетите Американски држави. Во овој уред доволно е само да го внесете името на градот и адресата каде треба да одите, пошто гласот од уредот самиот ви кажува каде треба да свртите и како да стигнете до наведената адреса. Тука треба да живее Стив Херман, еден од попознатите видовњаци во Америка со кој што треба да се сретнеме.
па да видиме што ќе спадне. Иако сметаме дека не секој кој себе си се нарекува јасновидец и навистина е таков, сепак постојат многу мал број луѓе кои навистина имаат дарба да ви кажат работи од вашиот живот за кои нема никакви шанси да ги дознале претходно. Впрочем, ваквиот вид, да ги наречеме вистински јасновидци, чиј број е многу мал, денес се предмет на научно истражување во Соединетите Американски држави и во другите развиени земји, а некои од нив од неодамна се користат и од страна на FBI за расветлување неразјаснети убиства, при што се евидентирани фрапантни резултати. На средбата со Стив Херман заминавме критички настроени, но оттаму излеговме помалку збунети и изненадени од работите што ни ги кажа за нашето семејство, кој никако не можел од претходно да ги дознае. За време на сеансата зборуваше и дека остварил контакт со некој моќен антички цар, огрнат со лавовска кожа, кој ги спомнува Персија и Индија. А она што таму се случи, го објавивме во книгата под наслов Американски јасновидец во контакт со духот на Александар Македонски. Во продолжение пренесуваме ексклузивни снимки од сеансата со овој познат американски јасновидец. We want to speak to you. So he didn't say anything about his grave. Whatever I've Shall said, it be discovered one day or? I'm just feeling here that I feel like I want to take his grave and I want to make it a site of pilgrimage. But I also feel it's something that actually, can be found. That's what I'm feeling with that. Now knowing when they first find it, they wouldn't see the archaeological significance of it. You know, like they might not know whose grave it is or what the significance, but I do want to say here that if the right type of research was done, it would confirm factually that this was actually his grave. Само да кажам дека сега одеме за Орландо, неколку стотици километри. Беме, значи, разговараме со видовњакот Стив Херман, еден од попознатите видовњаци во Америка. Like a bootleg. Take you for a ride in my Cadillac. Well, I tried and I tried, but I can't make you understand. Baby, can't you see I'm more than just a man? Најголемата атракција во Орландо без сомнение е Disney World или светот на Дизни. Тоа е најголемиот забавен парк во светот, сместен, верувале или не, на цели 121 квадратен километар. Чекаме ред за туку Вселенски образ.
улеваме у вселенски оброд. Временска машина. Where are we from? From Macedonia. There you are. Все од роботи направено, неверојатно. Римјаните. Веќе доаѓаме до средството да работите. Гутенберг, печатницата. Gutenberg invents the movable type printing press. Now knowledge can travel as fast as these news. Веќе у 19 век улеваме. Граѓанската војна у Америка. Првите радиопрограми од Kao novi jezik. Да. Latinski jezik. What if everyone could have one of these Сите луѓе се у природна големина правени. Bring virtual tools with you and work while you commute. Thanks to a personal digital assistant that carries with better, like wireless technology that brings you news while you're at the beach. This just in, looks like it's going to Огромна земја. И тука се појавуваат ликовите на тие што бееме у вошчето. Само треба да чекаме кога ќе се појават и нашите ликови. Worried about you guys getting a sunburn. Тука има виртуелно патување за Марс. Огромна фонтана. Легуваме во морскиот свет на Немо. Одеме се со воз у подводниот свет на Немо. I love games. So many creatures swimming around the sea. Сето ово пред нас го гледаме у огромни аквариуми и холографски снимки. Puno je su ogromni akvarijumi i gore isto ima. Ima morski akvarijumi, fenomenalno. Okrugli. Ovo je virtuelen akvarijum, napraveno ogromen po celom. Целиот Walt Disney парк ќе го минеме сега со овај воз на една шина. Колку посетители има? А картата е $75 за еден ден.
Cadillac. Well, I tried and I tried, but I can't make you understand. Baby gets more than just a man. If you don't bring my coffee in my favorite cup, you're gonna make it necessary for me to conjure up spirits. Spirits. Изморени, ама задоволни, враќаме се од посетата у Флорида. Одеме на кај Вашингтон. Од аспект на религијата, американците во најголем дел се протестанти. Постојат голем број регистрирани протестантски цркви. За време на нашата посета ја посетивме црквата Меклин Bible Church во Арлингтон и имавме средба со еден од нејзините главни пастори, кој ни ги покажа најглавните делови од црквата. Навистина се работи за нешто сосема поинакво од кај нас, па затоа подетаљно ќе го прикажеме и овој сегмент од американското општество. Do you have anything I can take? Because they're going back to Macedonia. Лобито на црквата. The bookstore, right in here, I saw a bookstore. These are all games and for the teenagers, you know. Окей. Како се привлекуваат и млади и луѓе. We have $1.5 million in these invested in all of these things. This attracts secular young people of the world. We bring them in here and then we tell them about Jesus Christ. Враќаме се од црквата, околу 3 сата тој поручок. Имавме многу интересно искуство. Wait for. Yep. Because we go with United Airlines. Right, yes. И се одам на кардио. После ќе чекам и таму. Одам на кај излезот C5 треба да е. Which is just a left red carpet starting to see here number 1, just Premier Executive, Starling Followed by 2 in the windows, 3 center spanning 40 aisles. Летам со авиона на кај Цирих. Стигна у Цирих и треба да чекам цели 3 сата до лето до Скопје. Оваа аеродром е исто убав, голем со дуќани. Летам на кај Скопје. И треба да имам. Конечно биде екскурзијата, одем и си дома да штип. Супер биде. And you're looking